Добар ден. Избори председателски 2024 и во тој дух и овие 30 на минути со Цивил, со Центарот за слобода, со мојата колешка, уредник во Цивил и проект менаџер Билјана Јордановска и со колегата и председател на Цивил на Зум, Џабир Дерала. Здраво и за Дерала. Да не должиме, јас со Билјана ќе почнам. Цивил со години наред, во изборните циклуси се разбира, ги наблюдува изборите, дури по мој впечаток скромен е од она што слушам одгласи, рейтингот на оваа активност на Цивил, башка за другите, е на високо ниво, па некаде слушнав, некој го нарече Цивил ОДИХР. Билјана, сакам со вас да почнам, бидејќи вие и често и сте делот од овој проект. Колку наблюдувачи годинава, пак потоа ќе ни раскажете како до сега се случувало. Годинава каква е мрежата, каква е поставеноста, што ќе биде фокусот на наблюдавачката мисија на Цивил и кои се мотивите? Најпрвин добро утро, им посакувам на сите граѓанки и граѓани на нашата држава мирни, фер и демократски избори со желба дека ќе го искористат, односно ќе го исполнат своето гласачко право. Вака Цивил оваа година ќе ги наблюдува изборите со 51 наблюдувач. Нашите наблюдувачи претежно наблюдуваат во две категории, односно во две фази: долгорочно наблюдување или долгорочен мониторинг и краткорочни наблюдувачи кои што се на терен за време на денот на гласањето. Цивил се разбира има огромно искуство. За кратко. Долгорочниот мониторинг, да, тоа се наблюдувачи кои што го следат изборниот процес од почетокот, односно од распишувањето на изборите, па се до нивното официјално завршување, и краткорочни наблюдувачи кои што го мониторираат денот на гласање. Тоа се претпоставаме меѓународни стандарди во овие ваквите мисии наблюдувачки. Тоа се наши стандарди, наша методологија. Тоа е нешто што ние го работиме од 2008 година како организација за човекови права и слободи која ги мониторира изборните процеси во нашата земја, и се разбира дека искуството е огромно низ годините, со оглед на тоа дека секогаш кај нас изборните процеси се навистина турбулентни и барем во последните 10 години имавме такви изборни процеси кои што беа навистина специфични самите по себе во однос на тоа какви одлучувачка моќ има во контекст на политичката и општествената состојба на нашата земја. Ај прво, како се станува наблюдувач на Цивил? Секоја година во пресрет на изборите Цивил упатува јавен повик до сите граѓанки и граѓани, кои што го објавува на својата медиумска платформа и на организацијскиот сајт civil.org.mk, каде што се разбира и секојаш имаме едно јавно обраќање, пресконференција во која што ги повикуваме граѓанките и граѓаните да се пријават и да бидат дел од тимот на Цивил во однос на мониторингот на изборите. Уште по-конкретно, кои се обврските на теренските наблюдувачи? Теренските наблюдувачи своето мониторирање го започнуваат во утринските часови пред отворање на избирачките места и наблюдуваат во повеќе категории. 13 категории на мониторинг имаат оваа година. Јас ќе напомнам само неколку и ќе оставам на пресконференцијата во 10:30 часот што ќе ја имаме. Значи првата пресконференција за денеска од пресцентарот на Цивил, подетално да бидат објаснети сите овие прашања. Дел од категориите кои што краткорочните наблюдувачи, категории на изборни нерегуларности, ги мониторираат се пред се проблеми со избирачкиот список, доколку ги има, односот, односно проблеми со изборниот материјал, доколку ги има, со работата на изборните органи, пред се тоа се однесува на избирачките одбори, затоа што нив директно ги наблюдуваат, меѓутоа и однесувањето, односно нерегуларности поврзани со останатите наблюдувачи на терен. Пред да го вклучам Дерала, Билјана, за вас само уште едно прашање. Која е улогата на посебните наблюдувачи?
и која е комуникацијата меѓу нив и која е комуникацијата меѓу теренските и централата на Цивил? Долгорочните наблюдувачи имаат поширок опсек на наблюдување, значи тие влегуваат малку повеќе подетално во тоа што се однесува на делот со изборната кампања, со начинот на кој се води таа изборна кампања, на сите оние процеси кои што им претходат на самите избори, нели, од предраспишувањето па распишувањето на изборите, како се одвиваат, значи процедурите дали се запазени и така натаму, како и постизборниот период, односно како нели оди постапката за утврдување односно на изборните резултати и така натаму. И уште како ние гласачите да дојдеме до вас, да ви се обратиме ако забележиме неправилност или нам ако не се случи, како мене утрово? Цивил секогаш наблюдува заедно со граѓанките и граѓаните и се разбира дека тие се секогаш повикани да пријават изборни нерегуларности кај нас. Јас би ми ја препорачала да ја посетат страницата slobodniizbori.info, каде што има пријава за изборни нерегуларности, а истата може да ја најдат и на Facebook страницата на Цивил. Се разбира, може да не контактираат преку имейл, преку порака на нашата Facebook страница, телефонските броеви, значи ние секогаш сме отворени за јавноста и за граѓанките и граѓаните и сите овие. Информација каде да ја најдеме? На веб страницата на Цивил, таму која е адресата за да пријавиме нерегуларност? slobodniizbori.info, таму има пријава за изборни нерегуларности, значи еден формулар кој што може да го пополнат. Секогаш може да ни се јават на телефонските линии или пак да не контактираат преку имейл или директно во порака на Facebook. За сите овие детали, јас уште еднаш ќе напоменам, во 10:30 имаме пресконференција и сето ова ќе биде убаво образложено и објаснето. Да. Ја користим и оваа шанса до гледачите, ете, значи Цивил ви е тука, веб страницата, таму се адресите каде што би можеле да пријавите било каква нерегуларност што вас ви се случило за време на гласањето или на некој од вашите блиски. Го повикувам Џабир Дерала. Тој е на нашиот линк, председателот на Цивил и шефот на оваа емисија со децениски искуства. Добар ден. Добар ден, благодарам што ми давате шанса да објаснам неколку почетни информации кои се овде во прес-центарот на Цивил и кои се разбира мојата колешка Јордановска на патот до слободен печат ги пропуштила, а тоа се извештаите кои практично секои 2-3 минути слетуваат во инбоксот на Цивил. Ова е една ситуација во која ние сме навикнати да бидеме веќе 16 години, ова е 16-та година како наблюдуваме избори во земјата, а се разбира во нашето 25 годишно постоење имаме доволно, повеќе од доволно искуство за тоа да знаеме што се човекови права и слободи и како тие се следат, а се разбира и како се бранат. Тоа што нам ни е многу важно на самиот почеток да кажеме е дека на 8 мај ќе има многу повеќе наблюдувачи од Цивил. Тоа ќе биде денот на парламентарните избори. Овие избори ги мониторираме целосно со наши собствени средства, бидејќи сакаме да му помогнеме на изборниот процес да биде што е можно по-законит, по-фер, по-слободен, по-демократски. И секако дека имаме веќе во самиот почеток низа извештаи од теренот. Пред се може да се каже дека ова е мирен почеток на изборниот ден со сончево време, така што граѓанките и граѓаните можат лесно да го најдат своето избирачко место и да го остварат своето право на глас. Се разбира, има и помали проблеми, пред се од техничка природа. Имаме пријава во неколку градови, вклучително и Скопје, низ земјата, каде што гледам во системот, каде што се гледа дека фингер апаратите не баш функционираат кај секој гласач, меѓутоа тие проблеми очигледно се надминуваат со другите
според процедурата одобрени начини со лична карта, со скенирање на лична карта и така натаму, или пак со оставање на отпечаток. Имаме еден мал проблем и би сакале да апелираме до избирачките одбори да бидат повнимателни. На еден од нашите наблюдувачи му е земен приватен личен податок, а тоа е неговиот матичен број. Тие можат да го запишат, се разбира дека можат да го запишат, да го идентираат нашиот наблюдувач, меѓутоа се запишува бројот на личната карта, а матичните броеви се личен податок кој не треба да влезе во тие записници. Тоа е за сега помал проблем, меѓутоа апелираме до избирачките одбори да имаат предвид дека Државната изборна комисија е известена дека секој наш наблюдувач, како и во изминатите 16 години, е мобилен, дека тој може да посети повеќе избирачки места во текот на денот. Тоа што е исто така важно да знаат е дека тие можат, се разбира, да му побарат документ за идентификација, овластување, акредитација, меѓутоа не можат да бараат други документи и исто така не можат да ги задржуваат. Туку им ги враќаат веднаш откако ќе извршат увид во нив. Понатаму имаме уште неколку мали белешки, а тоа е дека на едно избирачко место во општина Центар имаме еден гласач кој го крши изборниот мок во самото избирачко место, на излегување од избирачкото место поточно, а еден друг гласач се истакнал со националистички извици. Тоа е отприлика се за почеток на денот. Мислам дека е добар, убав празничен ден, празник на демократијата и ова што го кажав како неправилности сепак се занемарливи, барем за сега, со тоа што, го кажав тоа веќе претходно во една друга изјава, кога имате цел ден мали нерегуларности, тие на крајот може да направат поголем проблем, односно една поголема нерегуларност, затоа и апелираме до граѓанките и граѓаните да се придржуваат до демократските стандарди и да бидат на висина на граѓанската должност и право да гласаат, а се разбира и изборните органи да бидат на висина на својата задача, а најмногу политичките ентитети да го почитуваат молкот, да не агитираат, да не вршат подкуп и да не дозволат да остават црна дамка на овој изборен процес кој е исклучително важен за нашата земја. Само да подсетам за гледачите на Слободен печат телевизија, Џабир Дерала, председателот на Цивил, се наоѓа во прес-центарот на Цивил, каде што цел ден, веројатно до полноќ, ќе ги следат овие активности и редовно ќе информираат и преку страниците за кои Билјана информираше, но да го искористам сега присуството на Дерала, уште да прашам, заради искуството, 14 годишно, колку рековте дека Цивил 16 години следи изборни процеси, Цивил е во кооперација или во конкуренција со ОДИХР, например, или со други наблюдувачки мисии? Има ли соработка некаква? Од првиот ден на изборниот мониторинг Цивил се обидува да биде комплементарен. Односно, методологијата е на тој начин развиена и се уште се развива од година во година. Методологијата се развива на тој начин што таа помага, не се преклопува и не влегува во компетиција со другите ентитети кои спроведуваат мониторинг, туку помага и покрива оние области кои другите не можат или во нивната методологија не се наоѓаат, така што не сме во компетиција со никого. Од друга страна, што се однесува до ОДИХР, можам, практично се што кажав денеска е ексклузивно за Слободен печат, односно Слободна ТВ, се работи за еден статус на Цивил кој со години наназад ние сме релевантен
извор за странските мисии. Освен ОДИХР, во нашиот инбокс има уште неколку понуди и барања, молби за соработка и споделување на информации. Последната што ја видов, ми се чини вчера попладне доцна, може би ќе ме подсети колешката Јордановска, таа ми го посочи од Силба, тоа е една данска мисија која ќе пристигне во земјава и кои бараат соработка, повторно бараат соработка со Цивил. Мислам дека ние сме релевантен и многу отворен извор за информации и всушност кога ќе прочитате извештај од меѓународните институции, имајте предвид дека еден дел од тие сознанија што тие ги имаат доаѓаат токму од датабазата на Цивил, односно од состаноците кои ние редовно ги одржуваме. Вчера имавме уште еден состанок со ОДИХР, се разбира, и со други наблюдувачки мисии. Што се однесе до домашните мисии, јас морам да посебно да ја истакнам улогата на Инклузива. Тоа е една организација со седиште во Куманово и таа се занимава посебно со правата, гласачките права, правото на глас на лицата со попречености. Тие имаат за жал мал број на наблюдувачи, 12 денеска, со нив сме во комуникација и се разбира, ние сме отворени за комуникација со сите други невладини организации кои се обидуваат да помогнат во изборниот процес. Ние тоа што го правиме на терен е во јавен интерес. Тоа го правиме за граѓанките и граѓаните и сакам, ако ми дозволите, во тој дух да подсетам дека изборите постојат за нас, за граѓанките и граѓаните. Не постојат за политичките партии, не постојат за политичките или било кои други центри на моќта. Тие се за луѓето. И тоа мораат да го знаат и органите, и институциите, а особено политичките партии и оние кои ги представуваат. Деро, студиото на Цивил ќе не дружите уште 10 минути. Ние остануваме овде во студиото на Слободен печат. Слободна телевизија, Билјана Јордановска, малку на терено се спуштиме од досегашните искуства, од следење на овие изборни процеси. Што може да очекуваме од првото, од вашето искуство на наблюдување? Се намалуваат инцидентите, така да ги наречам, вербални, физички, било какви, или уште држиме некое ниво на една недокрај изградена, можеби, демократска изборна култура? Ако зборуваме конкретно само за денот на гласањето, денешниот ден, со текот на годините се забележува дека тој тренд на такво однесување се намалува, меѓутоа дека остануваат се уште оние нерегуларности кои што се поврзани повеќе од техничка причина или од неостварување на гласачкото право на граѓанките и граѓаните, кое што нели е неприкосновено право и на кое што ние секогаш велиме дека тоа право мора да се оствари и покрај тоа што нели некогаш постојат проблеми, не може да се пронедат гласачите во избирачкиот список или пак се преместени во некое друго избирачко место и така натаму. Меѓутоа, за некои од проблемите кои што се најчести зборуваше и господинот Дерала во моментот, нели што веќе го обележа стартот на денешниот ден, за оние изборни нерегуларности кои што се поврзани со конкретно со насилство, со вербални напади, со говор на омраза и така натаму, нивниот тренд со текот на годините се намалува. Затоа и нашите очекувања се дека овој ден ќе имаме навистина мирни и фери демократски избори, со оглед на тоа нели како мирно и релативно мирно почна и самиот ден на гласање. На политичките партии, еве конкретно сега и на претседателските кандидати за овие избори, во долна мера, предпоставам, придонесуваат за едно не до крај демократско расположение кај граѓаните, кога еве Џабир спомна и вербални во првите извештаи и вербални испади и така натаму, некоја нервоза се чувства. Малку е помирна сепак атмосферата денеска за разлика од
минатите изборни процеси? Ако се прашувам јас лично моето мислење, сметам дека парламентарните избори ќе бидат малку покритични во таа насока на таков вид на нерегуларности и независно каква кампања, изборна кампања водеа председателските кандидати, сепак очекувам дека доколку се очекува да има втор круг на председателски избори, тогаш ќе постои поголема можност да се засилат ваквите наративи. Да ве прашам уште, каква е комуникацијата со медиумите? Еве денеска во Слободен печат, например, имаме отворено студио, на наш предлог се разбира. Беа љубезни, ја дозволија темата така да истуркаме како што ние мислиме дека, како што вие од Цивил мислите дека треба, за да ги информираме гласачите каде можат во крајна линија да се обратат ако се соочуваат со било какви проблеми. Каква е од искуството со медиумите? Има ли интерес кај нив да ги следат активностите на Цивил? Практично вие на чинија им давате готов материјал? Да, има интерес и секогаш постоело интерес кај медиумите кога станува збор за изборите и изборните процеси и секогаш гледале во нас релевантен извор на информации за тоа што се случува на теренот, така што мислам дека и господин Дерала може да го потврди тоа, дека уште од утринскиве часови веќе имаме, всушност од вчера веќе имаме комуникација и интерес со медиумите, интересот кој ќе ни бидат пресконференциите, како ќе известуваме, дали ќе бидеме достапни за изјави и така натаму. Добро. Така што ние ќе бидеме достапни за медиумите во текот на целиот ден. Така, Билјана, најавивте неколку пресконференции денеска во живо на македонски и на албански јазик. Термините за нашите гледачи и како може да ве следат, да го следат директно пред центарот каде што е сега господин Дерала. Првата пресконференција, како што ја и најавив, ќе биде во 10:30 часот, за кратко. Час, да. А втората пресконференција ќе биде во 14 часот и 30 минути, третата во 15 часот и последната ќе биде во 21 часот. Се разбира, доколку има потреба, ќе имаме и вонредни вклучувања. Нашите пресконференции може да се следат во живо на Facebook страницата на Цивил и на YouTube каналот на Цивил. Тоа значи дека и други портали или медиуми можат директно да се вклучат. Можат, ние сме отворени за јавноста, таков е денот и сакаме, значи, како и граѓанките и граѓаните да бидат максимално информирани за она што се случува, така нели и медиумите како еден вид на значи, кои што работат во интерес на јавноста. Не мора да седиме пред малите екрани, можеме преку мобилните телефони да ви имаме во секое време. Да, и можете да не посетите во нашата технолошка порака, не? И можете да не посетите во пресцентарот на Цивил во Полома Бјанка, ние ќе бидеме тука и да не следите директно, доколку имате и прашања дополнителни или ви требаат дополнителни информации кои што ние не сме ги кажале или не сме ги предвиделе за пресконференцијата. Ке имам за крај, Билјана, за вас уште едно прашање, сега го вклучувам повторно колегата и председателот на Цивил Дерала. Што ќе биде предмет на првата пресконференција? Може ли да откриете ексклузивно пред да кажете добар ден на гледачите од предцентарот на Цивил? Прво тоа да биде за гледачите на оваа емисија на Слободен печат. Да, господин Иванов, може за Слободна ТВ да откриеме дека иако мислевме дека нема да имаме многу што да кажеме во првата пресконференција, сепак се собра материјал. Тоа што го гледам овде во системот на Цивил, во теке верификација на првите 30 извештаи од теренот, нешто од тоа споделив со вас, нешто претходно споделив и со ТВ Клан, и исто така може да се каже дека имаме и еден случај кој во моментов се верификува, малку немил случај со ускратување на правото на глас во Куманово во текот на вчерашниот ден, во тоа рано гласање на лицата кои гласаат од дома, и тоа е од прилика дел од нашата работа во 10 часот и 30 минути, иако претходно мислевме дека ќе имаме работа само да кажеме неколку пораки, неколку основни принципијални насоки, меѓутоа ќе биде малку побогата пресконференцијата. Се разбира дека во овој момент не би можел да ги споделам тие информации, бидејќи како што можам да видам тие се во фаза на обработка.
се надевам дека до 10 часот и 30 минути ќе имаме поголем дел од тоа веќе поминато. Тоа е за половина час од прилика. Може би ќе доцниме некоја минута за да видиме ако некои од извештаите се важни, а се доработуваат. Не знам што друго би можел да додадам, освен да заблагодарам за големиот интерес, тоа само да додадам не само македонските медиуми, туку и дел од странските медиуми се заинтересирани за тоа како ние работиме, што правиме, кои се нашите наводи и анализи. Веќе неколку редакции од регионот, една од Западна Европа, се јавија во Цивил во текот на вчерашниот ден, а се разбира и во претходниот период имав прилика да дадам во име на Цивил неколку изјави за странски медиуми. Тоа што е исто така за одбележување, и јас би сакал да подсетам дека и Цивил, самиот Цивил има своја моќна и многу отворена медиумска платформа во која граѓанките и граѓаните гледаат добар ресурс за информации за да можат да донесат информиран избор. Пред се не е тоа само civilmedia.mk или dreit.mk на албански, туку тоа се и ресурсните веб страници како што се vote.civil.org.mk и slobodniizbori.info кои ги спомна колешката Јордановска. За детали околу досегашниот тек на изборите, регуларности и нерегуларности, во 10:30 најавената пресконференција од пресцентарот на Цивил. Бијана, завршуваме, не истекува и времето, за среќа или за жал не знам. Ве чека работа, затоа велам за моја жал, за ваша среќа. Цивил последниве денови предизборно го сврте вниманието на пошироката, би рекол, македонска јавност. Околу една кампања Излези и гласај, видео, клипови, спотови, интервјуа, емитувани на, не знам, на платформите на Цивил, како што спомна и Дерала, но и на Инстаграм, на ТикТок, дури на кои други. Twitter. Што беше мотивот? Многу така јавни личности оставија впечаток. Каков е вашиот, што ви заклучиле, колку сте вие самите како Цивил задоволни од таа кампања и колку таа помогна за општата култура Излези и гласај, за колку повеќе излегуваме и помасовно, толку помалку шанси за било какви малверзации во гласачкиот процес. Ти одлучуваш гласа е иницијатива на Цивил за промоција на правото на глас и граѓанското учество во демократските процеси на нашата земја. Со оваа иницијатива Цивил им даде на знаење на граѓанките и граѓаните дека нивното фундаментално и неотуѓиво право на глас е само нивно и дека го имаат слобода на избор да го искористат и да гласаат за она што тие мислат дека е најдобро и на тој начин да бидат учесници во демократските процеси во нашата земја. Значи, одлуката да биде нивна, а не на некој друг. Во оваа иницијатива, како што рековте, учествува јавни личности, истакнати уметници, интелектуалци, кои што отворено и доброволно се приклучија кон иницијативата. Наша голема радост и бевме позитивно изненадени. Исто така оваа иницијатива, освен што го има тој ефект на повик на излезност на гласањето и мотивирањето на луѓето да го искористат своето право на глас, исто така ги има информативниот и едукативниот елемент во себе, како и секогаш, затоа што ова не е прва иницијатива која што ние сме ја започнале. Едукативниот елемент, можам да речеме, се содржи во се она што ни е потребно да го знаеме за изборите и за начинот како се гласа, како за претседателските, така и за парламентарните избори. Тоа најдобро можат да го направат, значи каде што е навистина многу едноставно и концизно, прецизно објаснето на веб страницата vote.civil.org.mk. Меѓутоа воведовме и една нова алатка, мислам нова за нашето поднебје, а тоа е план за гласање, како уште еден начин кој исто така линкот може да се најде на vote.civil.org.mk, како уште еден начин за и подсетник на граѓанките и граѓаните да го исполнат своето граѓанско право на глас.
Ова е кампања, овие спотови, овие пораки, излези гласај, нели одлучувај сам, не влегуваат во изборниот молк, тие предпоставам и денеска ќе се вртат слободно, нели на интернет, на медиумскиот. Овие 2 дена сепак одлучивме повеќе да одиме на едукативната и информативната страна во однос на тоа што представува изборен молк, што представува денот на гласање, повик уште еднаш на граѓанките и граѓаните да го искористат тоа право на глас, како и информации за тоа како може да пријават нели нерегуларности. Како што били спомнав, посетувајќи страницата slobodniizbori.info и пополнувајќи го формуларот пријави изборни нерегуларности. Да, благодарам. Пред да се одјавам, јас уште еднаш би го замолил Џабир Дерала да цирне во неговите машини тамо во предцентарот на Цивил. Има ли нешто од наблюдувачите од теренот, нешто ново или да почекаме до 10:30? Да, како што реков, има повеќе од 30 веќе извештаи. Дел од тоа не се ни внесени, како што можам да видам целосно во системот, според методологијата, откако ќе се внесе, има уште една екипа која тоа го анализира и го верификува. Доколку некој извештај треба да се провери теренски, има и мобилна екипа која оди на лице место, било да е тоа во Скопје, било да е тоа на некоја сосема друго место во градот, во земјата, оди таму и треба време за верификација, се разбира, на некои случаи, така што ништо што не е проверено не оди во етер од овде. Нема ништо драматично, да ви кажам веднаш, не очекуваме дека ќе има нешто драматично. Доста е мирен почетокот на денот, мислам дека допрва ќе почнат да излегуваат поголем број на гласачи. Благодарам, Дерала. Ќе почекаме уште 20 на минути на првата пресконференција. Почитувани, јас само да подсетам, излезете и гласајте, како што е и кампањата на Цивил. 907.159 гласачи денеска доколку излезат, можат да изберат и претседател на државата во првиот изборен круг. За вториот изборен круг ќе бидат потребни, според математиката на Државната изборна комисија, 362.864 гласачи. Џабир Дерала, благодарам за учеството. Билјана Јордановска, исто така ви благодарам. Ви благодарам јас на поканата и уште еднаш патувам апел до граѓанките и граѓаните да го искористат своето право на глас и посакувам да имаме мирни, фер, демократски и слободни избори. И вам, почитувани, довидување.